Продолжува изборната кампања за предвремените парламентарни избори. Политичарите на терен речиси во сите општини во регионот. Во руралното Чешиново Облешево ВМРО ДПМН ја презентираше партиската програма наменета за земјоделците. Предвидуваме нови 600 милиони евра за субвенции во земјоделието во периодот 2017-2020 година, олеснување од типот 80%, повраток на средствата за инсталирање на капка систем, понатака помагање на компаниите, односно јавното предпријатие за водостопанство за изградба на хидромелиоративни системи за наводнување, нешто што е посебно важно за производството на ориз. Во Штип беше носителот на листа Димовски, кој истакна дека општината доживеа инфраструктурен, здравствен, образовен и економски препород благодарение на ВМРО ДПМН. Гасоводот до Штип е веќе изграден, владата ги тера постапките за изградба на секундарна мрежа. Можеме да бидеме сигурни дека веројатно Штип ќе биде и првиот град во Македонија кој што ќе добие секундарна гасоводна мрежа за своите жители и за своите фирми и фабрики. Од СДСМ Кочани пак ги демантираат тврдењата дека на нивниот митинг имало злоупотреба на малолетници кои стоеле на бината. И истите се на возраст од 17 до 18 години и истите на бината беа како резултат на нивни барања и на барања на нивните родители. Би требало да знаете дека во конкретниот случај не станува збор за никаква политичка злоупотреба, бидејќи не станува збор за платена политичка програма, туку за општ народен митинг на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија.